Вероника е вашиот здравствен информатор и едукатор. Грижејќи се за вашето здравје, денес одбравме медицинска состојба со која се почесто се справуваат се повеќе граѓани во нашето обкружување, а можеби токму и вие самите. Се работи за високиот крвен притисок или артериска хипертензија, која представува патолошка состојба при која во артериите владее покачен крвен притисок. Поради ова покачување на притисокот, срцето треба да работи понапорно за крвта да може да циркулира низ крвните садови. Крвниот притисок има две вредности – систолен и диастолен притисок, кои зависат од тоа дали срцето е контрахирано или релаксирано. Хипертензијата е класифицирана како примарна есенцијална хипертензија или секундарна хипертензија. Околу 90 до 95% од случаите се категоризирани како примарна хипертензија, што значи висок крвен притисок без очигледна медицинска причина. Други состојби кои влијаат на бубрезите, артериите, срцето или ендокриниот систем се причина за останатите 5 до 10% од случаите секундарна хипертензија. Хипертензијата е главен ризичен фактор за мозочен удар, миокардинален инфаркт или срцев удар, срцева слабост, аневризма на артериите, периферна артериска болест и е причина за хронична бубрежна болест. Дури и умереното зголемување на артерискиот крвен притисок се поврзува со скратен животен век. Промени во исхраната и начинот на живот може да ја подобрат контролата на крвниот притисок и да го намалат ризикот од поврзани здравствени компликации. Но за кај луѓето кои промените во начинот на живот се неефикасни или се недоволни, потребен е медикаментозен третман. Крвниот притисок е силата поради која крвта континуирано се движи низ крвните садови. Затоа на оваа тема имаме многу што да се информираме и едуцираме, а разговорот го водиме во ординацијата на доктор Ирина Сотирова-Бухова, специјалист интернист. Прво би можеле да кажеме што представува крвен притисок. Тоа е комбинација на силата со која срцето ја истиснува крвта во циркулацијата и отпорноста на отпорот кој го пружат крвните садови во организмот при тоа. Нормален крвен притисок се смета се што е систола до 130 и диастола до 90. Се над тоа веќе се смета за лесно, односно средно или потешко покачен притисок. Не важи тоа што порано се сметаше за многу установено меѓу народот, возраст плюс. Тоа веќе не важи, така да постои строго одредени граници, 130, 90 е горна граница на дозволен крвен притисок. Кои се причините за покачување на крвниот притисок? Многу бројни се причините за покачување на крвен притисок. Едноставно би почнале прво од начин на живот, внесување на енормна количина, односно поголема количина на сол во тек на ден во исхраната. Статичен начин на живот. Внесување на брза храна, на газирани продукти. Секако, не смееме да ги заборавиме генетските предиспозиции и нормално крвен притисок кој се појавува како последица на друга медицинска причина. Да ги наведеме видовите на висок крвен притисок. Така, постојат во основа две групи на крвен притисок. Првата група е една која опфаќа доста голем процент на недефиниран, односно необјаснет крвен притисок и него го сврстуваме во примарна или есенцијална хипертензија. Како што рековме, точните причини за појава на висок притисок во оваа група на болести не е точно определен. Во втората група или секундарна хипертензија, тука веќе се строго одредени причините кои доведуваат до ваква појава. Прво, секако би спомнале бубрежни пореметувања. Значи, тука ќе спаѓаат болести, односно пореметувања стеноза
на бубрежна артерија, воспалителни и други пореметувања на бубрежното ткиво, кои ќе доведат до покачување на крвниот притисок. Срцето и срцевите заболувања се еден од доминантните фактори за доведување на организмот во состојба на хипертензија. Ендокринолошките пореметувања, доста голема група во која спаѓаат пореметувања на тироидеа, пореметувања на надбубрежна жлезда, феохромоцитом, Кушингов синдром. Тука спаѓаат пореметувања во однос на другите видови хормони. Посебна група која и текако завзема голем дел од етиологијата на крвниот притисок е невролошката компонента, односно група на луѓе кои при изложување на стрес реагираат со покачано ниво на лачење на норадреналин. Не можеме а да не ги спомнеме посебна група на пациентки, зборам пациентки, кои се опатени со покачување на крвен притисок во тек на бременост. И секако не смееме да заборавиме како посебна група на пациенти кои боледуваат од крвен притисок како реакција на примање на одредени лекови. Можеме ли да ги наведеме симптомите на висок крвен притисок? Прво што би требало да кажеме дека многу внимателно треба да се однесуваме и да ги обсервираме пациентите кои се потенцијални кандидати за влегување во групата на хипертоничари. Значи, тука станува збор за латентна, скриена или се уште неоткриена хипертензија. Со посебен акцент го ставаме на младата популација. Овие симптоми не се така строго специфични за да не ориентираат веднаш дека се работи за висок притисок. Тука ќе добиеме често пати во ординација симптом, да речеме, препотување или често менување, одеднаш менување на бојата на лицето, тахикардија, замор, значи нешто што не мора така право пропорционално да не усмери кон симптом на висок притисок. Додека класичните симптоми кај веќе добро развиен висок притисок се секако главоболка, пореметување во видот, нагон на повраќање, срцебиење, аритмија, замор при лесен напор и уште многу други симптоми кои можеби и не се така специфични, меѓутоа докторот ќе треба да го наведат на тоа да бара причини или да го диагностицира крвниот притисок. За високиот крвен притисок денес знае да се каже дека е тивок-убиец. Зошто е тоа така? Апсолутно е точно дека тоа е тивок-убиец, затоа што таргетот на органи кои ги оштетува е многу голем. Еден крвен притисок кој е нелекуван и како ќе доведе до оштетување, односно до коронарна артериска болест, во комбинација секако и со другите фактори кои секако ќе ги има во организмот. Може да доведе до цереброваскуларни страдања. Секако ќе доведе до психолошки пореметувања. Ќе доведе до пореметување на целокупниот метаболен систем во организмот. Значи, тивок-убиец се смета затоа што таргетот му се многу органи во човековиот организам. Постои ли начин на заштита токму или предвремена превенција токму од висок крвен притисок? Значи, прво што би сакала да кажам е дека во оној момент кога ќе се појават првите симптоми или сомнежи за покачен крвен притисок, треба тој да се диагностицира. За среќа, за оваа состојба диагнозата е многу лесна. Значи, прво што советуваме, тоа што треба да го направи матичниот доктор е да земе една сериозна анамнеза, односно разговор со пациентот, да се направат основните лабораториски испитувања, да се направи ЕКГ и воколку се добијат податоци за можност за скриена лабилна хипертензија или манифестна, тогаш се упатува кај интернист каде што ќе се продолжи со испитувањата. Ќе се постави АБП холтер или холтер кој го мери 24 часа крвниот притисок, понатаму
ќе се испрати пациентот или ќе се направи еходиагностика, ехо на срце, по потреба ќе се направи коронарен стрес тест, така да за многу краток период и со многу едноставни и безболни методи ќе се диагностицира и ќе се докаже крвниот притисок. Оној момент кога тој ќе се докаже, ќе се пристапи кон најадекватниот начин на негово третирање. За третирање на крвен притисок од медикаментозен аспект постојат повеќе група на лекови. Ке ги спомнеме: диуретици, ес-инхибитори, ангиотензин 2 инхибитори, калциум антагонисти, секако тука во комбинација потребно или не со седативи. Се почесто фармацевските компании ни ги пласираат и позитивни со добро искуство комбинација на лекови, така да постои широка палета во третирање на хипертензијата, меѓутоа збориме за хипертензија третирана со лекови. Овдека не смееме никако да занемариме за првиот момент што го спомнавме, неадекватна, односно несоодветна исхрана. Воколку ја третираме хипертензијата само со медицински лекови, ние ќе ги превенираме последиците, меѓутоа нема никако да ја третираме причината ако таа е таргет неправилна и нездрава исхрана и нездрав начин на живот. Тука секако ќе треба да го усмериме пациентот на сериозен и добро обучен нутриционист, кој тоа итекако вешто ќе го укомпонира и ќе го стави во колосек со дадената медикаментозна терапија. Неретко се среќавам во ординацијата со пациенти кои имаат правилен пристап кон својот начин на исхрана, односно кои консултирале образовани, едуцирани нутриционисти и кај кои забележуваме дека при релативно краток период на конзумирање, односно ставање на специјален режим на исхрана, го намалуваат крвниот притисок за 5 мм живен столб, што секако ќе се согласиме дека воопшто не е занемарувачко. Дури би рекла е многу позитивно и многу охрабрувачки. Да ги потенцираме и компликациите кои што можат да се појават доколку навреме не се направат испитувања за крвниот притисок. Поколку навреме не се диагностицира крвниот притисок и претходно спомнавме дека тој ќе делува, односно негов таргет се скоро сите органи. Почнувајќи од срце, мозок, очи, бубрези, апсолутно последици може да остави на сите органи во човековиот организам. И затоа тој мора да се диагностицира и да се третира навреме. И секако јас што би сакала да апелирам е моментот дека апелирам на превентива, на што повеќе превентива, а што помалку куратива. Во превентивата, освен диагностицирање на етиолошките причинители што ги спомнавме, нели, како причини за покачен крвен притисок, ќе го таргетираме и нездравиот начин на живот, односно неправилно конзумирање на брза и храна која ќе го доведува организмот до состојба на покачен крвен притисок. Дали сепак можеме да дефинираме една старосна граница кај која крвниот притисок има најголеми услови за да се појави? Со жалење ќе ви кажам дека границата за појавување на крвен притисок оди се подоле. Значи, како што е трендот на покачана телесна тежина се почесто се поместува во тинеџерски години, една од последиците на тоа нездраво живење секако ќе биде и покачана телесна тежина и латентна, а покасно и манифестна хипертензија. Значи, се почесто се среќаваме со помлади луѓе кои се кандидати, сериозни кандидати да влезат во групата на хипертоничари.
Со докторката Букова зборувавме дека правилниот начин на исхрана или режимот на исхрана и како е значаен во контролирање на високиот крвен притисок. Затоа докторката Драгица Зенделовска ќе ни даде одговор токму на кој начин или каквиот режим на исхрана е правилниот избор при контролирање на крвниот притисок. Докторке, можеме ли да дадеме еден пристап на оние луѓе кои што имаат покачен или висок крвен притисок, како да пристапат кон храната како лек? Јас веднаш би ви одговорила на прашањето. Значи, единствениот можеби начин со кој што може не само да се превенира, туку и начин на исхрана кај луѓе кои што имаат хипертензија е медитеранскиот начин на исхрана. Тоа е исхрана која што е богата доста со јаткасти плодови, значи повеќе ореви, помалце бадеми и лишници. Меѓутоа, не сакам да ги избегнеме кекериките како намирници, бидејќи помалце луѓе знаат дека тие спаѓаат во групата на мехунарки, а не во група на јаткасти плодови поради нивниот состав. Но како и да е, медитеранскиот тип на исхрана покрај јатките вклучува доволно конзумирање, односно поголема количина на овошје на зеленчук и секако да не ја заборавиме плавата риба, сината риба, значи намирници кои што де факто содржат поголема количина на незаситени масни киселини, како што се омега-3 масните киселини. Кога сме веќе кај начинот на исхрана, би требало да спомнеме и за некои работи кои што оставаат некои небулози кога станува збор за хипертензијата. Се почесто слушаме дека не треба да се конзумира ова или она и така натаму. Значи, кафето е една од намирниците кои што многу често се спомнува дека не треба да се користи кога станува збор за кардиоваскуларни заболувања, меѓутоа испитувањата покажуваат дека умерена количина на кафе, дали се тоа 1 до 2 чаши мали на ден, не може битно да влијае на покачувањето на крвниот притисок, пред се ако се конзумира филтрираното кафе. Значи, почесто се избегнуваат кафењата како што се робуста кафето, бидејќи таму има липиден фактор кој што може практично да го покачи нивото на лошиот холестерол. Исто така, уште една тема која што е интересна е виното, особено црвеното вино. Значи, треба да го спомнеме дека умерена количина од 1 чаша на ден исто така не би требало да прави проблем со покачениот крвен притисок, бидејќи во суштина во самото црвено вино имаме резвератрол. Резвератролот е една од компонентите кој што е многу битна и многу често ја даваме, па дури и како додаток во исхраната, пред се заради ефектот на намаленото слепување на тромбоцитите, кој што и такако е многу битен кај луѓето кои што имаат проблем со хипертензија. Така да 1 чаша на ден црвено вино дури може благопријатно да делува и на покачување на концентрацијата на добриот холестерол. Понатаму, користењето на лукот или на кромидот, кои што имаат голема содржина на сулфурни соединенија, особено лукот, поради големата содржина на алицин, исто така може благопријатно да делува кај луѓето со хипертензија, затоа што прво пред се спречува, значи, слепување на тромбоцитите, меѓутоа, исто така е многу важно, содржи триптофан. Тоа е една аминокиселина која што е многу интересна, затоа што делува и на нервниот систем, така да може да ве одмори и малце повеќе да поспиете и така натаму. Значи, де факто го снижува крвниот притисок. Целерот за мене е една од намирниците број 1 од зеленчукот, кој што многу често го даваме во форма на сок 5 до 6 лажички во текот на денот, особено кај луѓе кај кои што причината за хипертензијата е стресот. Тоа е така затоа што целерот сам по себе во себе содржи N-бутилфталиди, кои што и текако имаат улога во покачениот крвен притисок, особено кога се работи кај стресни ситуации. Така да се почесто конзумирање на целер може благопријатно да делува кај намалувањето на крвниот притисок. Исто така многу битно да се напомени дека хомоцистеинот, кој што е една псевдоаминокиселина, кој што е исто многу битен параметар, особено при покачени вредности,
И како игра голема улога не само кај хипертензијата, туку и кај останатите кардиоваскуларни заболувања. Него го спомнувам пред се заради тоа што конзумирањето на црвено месо значи внесување на метионин, кој што е исто така аминокиселина, кој што се трансформира до хомоцистин, а хомоцистинот до цистин. Ако немаме доволно Б витамини во нашата исхрана, ако тоа не е добро избалансирано во текот на еден ден, може да се случи тој хомоцистин да предизвика воспалителни процеси, пред се врзани со липидната пероксидација или оксидација на лошиот холестерол. И на таков начин предизвикување на воспалителни процеси на ѕидовите од артериите, каде што ќе се лепи тој оксидиран лош холестерол и ќе направи некакво запушување на крвните садови. Затоа е многу битно да се прати тој хомоцистеин и многу е битно да се внесуваат витамините од Б групата. Значи, не само исхраната, сега ги спомнавме сите, нели, медитеранскиот начин на исхрана, начинот на приготвување на исхраната. Значи, внесувањето на омега-3 масните киселини се условува на таков начин да користиме и ладно цедени масла, како што е ладно цеденото маслиново масло, лененото масло, маслото од сусам и така натаму, кој што де факто ќе ни даде поголем внес на омега-3 масни киселини, меѓутоа, ние во секојдневната наша исхрана се почесто користиме и растителни масла, како што се сончогледовото масло, пред се во подготовката на исхраната. На таков начин ние внесуваме повеќе омега-6 масни киселини. Затоа треба да се внимава кој ќе биде соодносот со омега-3 и омега-6 масни киселини во нашата исхрана, за да не дојде до синтеза на еикозаноиди, супстанции кои што можат да предизвикаат воспалителни процеси во нашето тело, меѓутоа врзани со кардиоваскуларните заболувања. Така ќе кажам, храна која што содржи повеќе омега-3 масни киселини, сината риба, овошјето, зеленчукот, умерено користење на заситени масти, особено на црвените меса, тоа да не биде повеќе од 2 до 3 пати неделно. Значи, почесто да се користи риба и почесто да се користат морски плодови. Дори и палео исхраната е еден вид на антиинфламаторна исхрана која што почесто ја препорачуваме кај луѓе кои што имаат покачен крвен притисок. Да ги споменеме и суплементите кои што се важни овде во регулирање на високиот крвен притисок. Да, многу често ги користиме нив во ваква ситуација, особено конјугираната линолинска киселина. Овде ќе го напоменам коензим Q10, особено во комбинација со L-карнитинот, кој што е непротеинска аминокиселина, во комбинација делуваат многу добро кај луѓе кои што имаат хипертензија, затоа што тие се врзани за метаболизмот на липидите или на мастите и пред се во енергетските процеси. Коензим Q10 е еден антиоксидант кој што многу често се дава кај луѓето кои што имаат хипертензија, затоа што делува на ниво на митохондриите во клетката, носи доволно кислород, така да ги обезбедува, значи обезбедува доволно енергија, го освежува срцевиот мускул и пред се во комбинација со L-карнитинот кој што ги топи мастите, делуваат како еден вид антихипертензив, значи делуваат во намалувањето на крвниот притисок. Резвератролот е тука може да се спомне пикногенолот како додаток во исхраната и така натаму. Значи имаме една палета Б витамините, значи да не ги заборавиме, тука се фолната киселина, тука е ниацинамидот како B3, значи една палета на голем број на суплементи или на додатоци во исхраната кои што де факто можеме да ги користиме во ајде да кажеме во превенцијата или паралелно со медикаментозната терапија, се со цел да се намали хипертензијата. Така, ова станува збор за долгорочен план за режим на исхрана. Да, дефинитивно долгорочен план, затоа што ова не се лекува толку брзо. Пред се е добро ова да се прави, како да кажам, палиативно, подобро да биде палиативно отколку куративно, меѓутоа како и да е, веќе кога имаме медикаментозен третман, секако треба да се внимава на намирниците кои што ќе се вклучуваат во исхраната, ако се земе предвид дека исхраната исто така може да биде тригер за појавата на
на хипертензијата. И да споменаме физичката активност како важен фактор. Блага физичка активност секако, меѓутоа еве едно научно истражување ни покажа дека дури и одморот попладневен е еден од факторите кои што исто така може да делува на хипертензијата. Значи, една клиничка студија која што изведува на голем број пациенти покажа дека ако 3 дена во текот на неделата вие обезбедите барем минимум половина час попладневен одмор, вие ризикот од хипертензија можете да го намалите за 50%. И докторке, дали според вас начинот на исхрана исто така може да биде тивок отров или тивок предизвикувач на висок крвен притисок? Значи, не само за високиот крвен притисок, и за многу други болести исхраната е токму еден од главните причинители. Што правите вие секојдневно? Ние секојдневно се храниме, секојдневно внесуваме одреден тип на намирници. Меѓутоа, замислете, секојдневно ако ја промашувате, ако ги промашувате намирниците кои што треба да ги внесете. Значи, веќе секојдневно вие правите, дотурате само, како да кажеме, како што велат народски, бензин на уганот. Така да во суштина исхраната и такако е тригер не само за хипертензија, и за голем број други дегенеративни заболувања. Особено битно, пак ќе кажам, луѓето кои што веќе имаат хипертензија и кои што се третира медицински, многу внимателно треба да пристапуваат кон одредени типови на намирници кои што треба да се внесуваат. Тука се и чаевите, и глогот, тука влегува и белата, и мела, и така натаму. Меѓутоа, тука се почесто слушаме дека приправци од ѓумбир, некакви рецепти, ама треба да се внимава сега каков тип на медикаментозна терапија е вклучена, затоа што ѓумбирот не можете да го давате ако имате, например, одреден тип на, дали бета-блокатор би било тоа или калциум антагонист, како и да е, треба сепак да биде внимателен и добро искреиран дневниот внес на одредени намирници кога ја имаме, да речеме, луѓе кои што имаат хипертензија. Конкретно, си што требаше да знаеме за тивкиот убиец на денешницава или високиот крвен притисок, презентиравме во денешното издание на Органика. Ве поздравувам до следната медицинска состојба на дневен ред за точно 7 дена.